Добар ден на сите колеги, не случајно сме тука денеска собрани, верувам дека поканата стигна до сите и се радувам што сте во толка број денеска. Сдруженијето на новинари на Македонија и самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници има неколку барања кои што сака гласно да ги каже, секако со ваша поддршка. Почитувам председателе Авдија, почитувана председателка Дика Георгиевска, Сдруженијето на новинари на Македонија и самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници. По повод денешниот протест, сакаме да испратиме важна порака до судиите од граѓанскиот и апелациониот суд и до вас како нивни председатели бараме. Поголемо разбирање и сериозност, внимателност во постапките и тужбите против новинарите и медиумските работници во државата. Со голема сериозност да се земаат предвид одлуките на Советот за етика во медиумите на Македонија, како и одлуките на Советот на честа во насока на кредибилитетот и интегритетот на новинарите и медиумските работници во Македонија. Сдруженијето на новинари на Македонија и самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници, како конструктивни партнери, укажуваат дека постои можност за организирање на одлуки за градење на капацитетите на судиите, како би се избегнала ваква ситуација во иднина со девалвирање и омаловажување на интегритетот на новинарите кои држат до професионалните новинарски стандарди. Се надеваме дека ќе направите чекор за подобрување на состојбата во која се наоѓа судството и ќе обезбедите соодветни и најважно правични услови за работа на новинарите и снимателите без притисок, заплашување и цензура. Колеги, 2023 година собрани сме пред судот тука за неверојатна работа. Да кажеме дали сме ние новинари или не сме новинари. Дали сме ние медиуми или не сме медиуми. И намерно кажувам ние, бидејќи сите ние сме ИРЛ, сите ние сме Сашка Цветровска. Ова се работи за сите нас. Прашањето е дали за нас некој ќе оценува оваа држава дали сме ние новинари. Скандалозна одлука на судиката, скандалозна одлука на судот, нешто што после години и години се повторува повторно после и пресудата за 27 април, каде исто така судот оцени дека колегите што биле во собранието не можеле да докажат дека се новинари. Па добро, дали овие суди, дали овој суд нешто учат од историјата, нешто учат од минатото, дали гледаат дека тие не можат да ја победат слободната мисла, не можат да го победат слободниот говор, бидејќи тоа не му успеало на никого и нема да успее. А да не се лажеме, за тоа се работи. Тоа сакаат да направат, сакаат да не замолчат, сакаат да молчиме, сакаат да не известуваме, сакаат да не истражуваме. Тоа е целта. Затоа сака судиката ИРЛ да не известува за своите истражувања. Видите какво скандалозно барање. Па за ова ако молчиме, што понатаму? Што ќе остане од нас? Ми е жал што морам да се обратам пак да се обратам за ваква скандалозна одлука на судиите. Тоа не се случува прв пат. Не е во прашање само ИРЛ, не е во прашање тука сме сите медиуми кои посебно се занимаваме со истражувачко новинарство. Истата таа судика која донесе таа скандалозна одлука и кажа дека новинарите не се новинари, да си ги објавуваат текстовите кај нив пред самите нив во и дома може исто по пиџами да си ги објавуваме. Значи истата таа судика во 2014 година донесе уште една скандалозна пресуда, тогаш го осуди Фокус за тужбата од Мијалков, 9000 евра, за кој ЗНМ помогна со помош на донации. Истата таа судика, новинарот и колега од сакам да кажам, го направи дека не е новинар, значи таа има добар бекграунд позади себе, го направи дека не е новинар за време на крвавиот четврток, кога тој во собранието присуствуваше и беше дел од луѓето кои можеа да бидат и повредени, да не речем и убиени во однос на све што се случуваше тогаш таму, но таа истата судика ја донесе и таа одлука, така да години наназад, не знам од која причина, судиите работат во корис на бизнисмените, во корис на политичарите. Ние новинарите, да, како што кажа Сеат, ние сме тука да ја кажеме вистината пред се. Значи,
Вистината мора да излезе, па без разлика еве можеме да се преброиме колку сме, ние сме секогаш едните исти луѓе на протестите и нити планираме, нити може некој да не замолчи, да не спречи да објавиме тоа што нели е вистина и што народот мора да го знае. Значи напишав молчењето не е злато, денеска ви протестираат новинари, ко во старите времења на Никола Груевски, Димитар Ковачевски, Талат Джафери, Христијан Мицкоски и председателите на Уставен и Врховен суд, елајте, кажете што мислите за слободата на говорот и дали сакате во иднина со закон да ни кажувате кој е новинар, а кој не е. Значи проблемот е некој сака да не дефинира, да не озакони кој може да биде новинар, а кој не, и само да ја потсетам јавноста, што е многу важно, дека слободните новинари се сршта на истражувањето и на длабинското новинарство, каде што обработуваме теми кои што се многу важни за јавноста, кај што ги штитиме граѓаните и спротивно на онаа дневно што се работи, се работи многу, каде што новинарите не можат длабински да истражуваат, ние слободните новинари, фриленсерите кои што се финансираме странично, а не од реклами, се точно на браникот на јавниот интерес, на браникот на граѓаните.